Таа нова политика и стратегија која што јас ја предложив во една своја колумна, треба да има основна цел да го подигне квалитетот на образованието преку превземање на одредени мерки. Значи, прво треба да се насочиме кон консолидација и хармонизација на системот на високото образование, преку креирање и перманентно унапредување на системот за осигурување на квалитет на образовниот процес, кој што ние, за жал, го немаме сиве овие години. Понатаму потребно е изедначување на квалитетот на високото образование на ниво на високообразовни институции и на ниво на студиски програми и континуитет на процесот на модернизација на студентските програми, така да сепак крајниот резултат биде еден студент кој што ќе биде образован, кој што ќе ги задоволи потребото на стопанството. Бидејќи денеска сме сведоци како имаме огромен број на дипломирани студенти кои што не одговараат на потребите на бизнисот, односно не можат да ги задоволат, односно влегуваат недоволно квалификувани за да можат веднаш да се впуштат во реализација, да речеме, на одредена работа за тоа што се едуцирани. Понатаму, сигурно дека е потребно да промовираме и зголемуваме мобилноста на студентскиот и на академскиот кадар. Преку тоа мора да се донесат регионални, национална програма, па дури и програми кои што ќе бидат засновани на билатерални договори. Значи, ние на некој начин декларативно се залагаме за мобилност, меѓутоа таа е многу мала и е далеку од она мобилност 20% која што имаме на ниво на Европската Унија. Понатаму треба да постои стандартизирање на пристапот до високото образование, да се знае кој може да се запише на факултет. Вака како што е политиката, испаѓа дека сите мора да се запишат на факултет, што јасно укажува дека квантитетот не раѓа секогаш и квалитет, што значи дека треба да се унифицира уписот на високообразовните институции преку зголемување на квалитетот на завршните испити во средните училишта. Трета или четврта мерка би била реализација на заложбата за функционирање на интегрирани, а не на централизирани универзитети. За жал, ние декларативно имаме заложбата дека имаме интегрирани универзитети, меѓутоа во праксата тие се далеко од интегрираност, бидејќи ако имаме интеграција, тоа треба да дојде во неколку области, во делот на стратешкото планирање, при донесувањето на наставните на студиските програми, при обезбедувањето на контрола на квалитет и така натаму и така натаму. И сигурно една од последните мерки која што треба да ги превземе или да ги содржи оваа нова политика и стратегија е децентрализацијата, односно децентрализираните студии да се доведат на реални и разумни граници. Значи не можете вие да имате факултет во секое село, не можете да имате дисперзија во секое село, иако тоа ја задоволува социјалната компонента на Болонската декларација. Меѓутоа, вие треба да му обезбедите услови да му обезбедите на самиот студент, меѓутоа да му обезбедите и услови на професор. Ние сме далеку од тоа. Превземени се некои мерки, меѓутоа далеку сме од сето тоа и затоа велам треба да се спроведе таа децентрализација на реални и разумни гранки.